потврди вниманието од неуспешните реформи. Лидерот на либералите Стојан Андов настапот на Мето Црвенковски го оцени како кампања на сатанизација против они кои поинаку мислат од власта, водена од СДСМ и порача дека ќе побара посебна седница на парламентот на која премиерот ќе треба да даде аргументација за своите тврдења. Воспротивно, таквата политика води на улица. Го повикуваме премиерот и Социјалдемократскиот сојуз да пристанат на расправа по овие животни проблеми, судбини проблеми, додека се уште има време внатре во парламентот да се направи обид да се врати цела состојба во институциите, да не се најдеме во ситуација која на вистина тешко може после да се контролира. Од прашањата ги извојуваме оние за протестите. Водачи на демонстрациите први беа луѓе многу блиски до Социјалдемократскиот сојуз. Ние добивме некој голем впечаток дека се антивладени и против политиката на Социјалдемократскиот сојуз. За владата према мизите на албанците во Летово. Недоследната, нејасна, прогресна и често пати болична политика на Социјалдемократскиот сојуз. За полициски притисоци. Мислиме дека полицијата треба да одговара само за ред, а никако да ги замолчува оние кои поинаку мислат во политичките нелагања со владеечката партија. За Донорската конференција. Сумата која дават оценка реформите и на успешноста на политиката која ја имаме овде. За настаните во Тетово реакција на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во денеско објавеното соопштение се вели: Подните настани во Тетово се најдобра потврда на познатите ставови на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија дека заострувањето на меѓунационалните односи во Република Македонија може да има несогледиви политички, но и безбедносни импликации. Тие се потврда на фактот дека политичките екстремизми, што овие денови особено ги манифестираат ВМРО, ДПМНЕ и ПДПА, меѓу себе се подхрануваат, одат рака под рака, на парола се одговара со парола, на закана со закана. Имено не е случајно што не сведоци на екстремните истапи, тези, цели и намери на ПДПА. Незините челници, Мендух Тачи, Арбен Джафери и други, не се стеснуваат на македонците од Тетово, директно или индиректно, да им упатат заканувачки пораки. Тие повикуваат на непочитување на Уставот, на Законот за локална самоуправа, на граѓанска непослушност, што во овој контекст не е ништо друго, туку повик за подкопување на правниот и економскиот поредок на државата. Во врска со настанатата ситуација, ставот на СДСМ е јасен. Преку своите представници во Собранието и во владата на Република Македонија, решително, како и досега, ќе се залага за доследно почитување и примена на Уставот и законите на целата територија на Република Македонија. Тие подеднакво важат за сите граѓани без разлика на нивната национална, социјална, верска или политичка припадност, се вели во соопштението на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. ВМРО ДПМНЕ остро протестира на индолентниот однос на владата на Република Македонија, која не ги осудила еуфоричните шовинистички собири на припадниците на албанското национално малцинство, одржани на плоштадот во Тетово на 22 и 23 месец. Во соопштението на ВМРО ДПМНЕ се осудува индолентниот однос на владата, која немо наблюдува како голем албанските шовинисти го палат државното знаме на Република Македонија, што представува најотворено негирање на македонскиот државен суверенитет и интегритет. На овие собири, се вели во соопштението на ВМРО ДПМНЕ, беа извикувани пароли и упатувани најотворени закани со шовинистички предзнак кон македонскиот народ, меѓу кои за посебно истакнување се: Тетово е албанско, македонци, продавајте си куќите, селете се во Источна Македонија, ова е Албанија и слично. ВМРО ДПМНЕ цени дека е крајно време да се застане на патот на се поагресивната голема албанска политика во Македонија, а дека на власта треба да и стане јасно дека заедно со плетењето на бајки за соживот, нивна основна должност е да го заштитат конститутивниот македонски народ, посебно македонците во Западна Македонија, се вели во денешното соопштение на ВМРО ДПМНЕ. Мајчина грижа што се надоврзуваат на овие протести. Околу 500 средношколци од Тетово денеска пристигнаа во Скопје за да го изразат протестот против донесувањето на Законот за педагошки факултет. Протестниот марш средношколците го започнаа пред Собранието на Република Македонија и поради лошите временски услови го скратија протестот само до владата на Република Македонија и повторно назад до Собранието. Една Македонија, еден јазик, извикуваа денеска средношколците, упатувајќи свирежи кон Собранието и кон владата на Република Македонија. Во Скопје тие денеска се задржаа околу 2 часа,
а потоа заминаа со претходно организираните автобуси кон Тетово. Инаку студентите македонци од педагошкиот факултет попладнево најавија средба со амбасадорот на Република Франција во Македонија, кој треба да се запознае со веќе познатите барања на студентите. Според студентите, исто така слична средба ќе биде остварена и утре во амбасадата на Руската Федерација во Македонија. И тетовските средношколци денеска го продолжија протестот најнапред во